почнуваме една достатъчно не почнуваме серија, но ќе проповедам на некои теми од последниот како да кажем сегмент на евангелијата, а тоа е да кажеме периодот после воскресението. Некои теми кои се појавуваат непосредно околу воскресението. Денес, како што гледате, ќе имаме и причест и сакав да проповедам токму на таа тема. Можеби не сте знаеле што значи причеста, што отсликува, што е поентава со причеста, зошто имаме причест секоја прва недела во месецот. Некои цркви имаат секоја недела причест, некои цркви имаат еднаш во 3 месеци. Едноставно причеста без разлика со кој темпо црквата ја празнува, го има тој помен. Причеста е присутна во секоја, апсолутно во секоја црква, затоа што е еден од сакраментите кои сам Исус го воспоставува вечерта пред да биде фатен и распнат. Сакам да почнам со еден вовед за кој сме ние како генерација. Во последно време многу размислувам за тоа, многу читам за тоа, многу слушам, многу дебати гледам. Кои сме ние, што нас како генерација не отсликува, или да кажеме во какво доба ние живееме, во која епоха ние живееме. Знаете, ако слушате музика од 60-тите, 70-тите, 80-тите, тоа е моментот кога се случува таа љубовната револуција. И обично историчарите сега да кажат доколку во одредена епоха се зборува на една тема претежно, веројатноста е голема дека во таа епоха токму таа работа најмногу фалела. Пример, во нашиот фолклор има многу песни за слобода, така ли? Има многу песни за слобода. Претежно се компонирани за време на турското робство. Народот пеел за слободата. Интересно е зашто во 60-тите многу пеевме за љубов. Можно е затоа што фалела многу љубовта. Но што пееме денес? Зашто пееме денес? Зашто размислуваме денес? Кои сме ние како генерација денес? Јас сметам дека како луѓе кои живееме во, да кажеме, во тоа западно општество, најчесто зимаме работи, тоа мислам дека не отсликува најмногу, ги зимаме работите такви како што се здраво за готово. Ако нешто многу ја отсликува таа генерација е дека не зимаме ствари здраво за готово. Не дека не сме благодарни, не го мислам тоа. Значи, сите ние сме истренирани да кажеме фала и од мали нозе деца да ги учиме тоа. Кажи фа, што се вика бе, кој ќе ти даде некој нешто? Фала, ајде бе, се добре. Ама мислам дека благодарноста наша честопати знае да биде површна, затоа што многу од нештата кои ги имаме се толку слободно, толку лесно доаѓаме до нештата кои ги имаме. Дури кога се молам, еве јас за храна. Не знам дали се молите пред јадење, еве ние се молиме како семејство, се молиме, и обично има кој ќе се моли, најчесто јас се молам, некојаш децата се молат, некојаш Фани се моли, и молитвата обично гласи вака: Господи, фала ти за храната што е пред нас, благослови ја и дај на луѓето што ја немаат. Амин. Тоа е нашата молитва. Честопати се фаќам дека таа молитва кажам многу површно. Затоа што храната ми е толку достапна. Да кажеме дека сум благодарен на најосновното ниво на кое можам да бидам. Сепак голем дел земам здраво за готово. Вистинската благодарност е нешто друго. Веројатно никогаш нема да го разбереме значењето на маната во пустинята, која беше секојдневна за гарантирана храна за израелците. Нас некој не фаќа саклет дека секој ден устари јаделе исто. Тоа е нашата најголема грижа. Дека устари овие луѓе секој ден јаделе исто. Без да разбереме дека значењето во тој случај е дека на секој ден јаделе. Разбирате? Тие живеат во контекст во кој секој ден да јадеш изобилно е најголемиот благослов кој можеш да го имаш. Ама ние во денешно време, кој леле, мана 40 години, па секој ден исто јаделе, па што измислувале со таа мана, тоа е нашата најголема грижа, од денешна гледна точка. Ние сме исто така генерација на жртви. Ние сме жртвена генерација, остилот сакаме да бидеме жртва. Генерацијата која живее, сега се мислам претежно на таа помладата генерација, која попримила големо влијание од некои од расширените денешни наративи, себе си се гледа како жртва. Јас сум жртва на системот,
Јас сум жртва на моето семејство, јас сум жртва на ова, на она, едноставно целиот свет некако работи за јас да бидам жртва. Статус на жртва имаме. Кој е статус по, искрено да кажам, статус по избор. Бидејќи да се биде жртва, да се има статус на жртва и вистинското страдање не се еквивалентни. Тоа сметам дека човек може да си го дозволи само во светот на развиените држави. Како што еден теолог ќе каже, луѓето кои живеат во делот од светот во кој животот е најлесен, еве да кажеме и ние кај што живееме, и во кој секојдневието и секојдневните потреби се задоволени, во тој дел од светот најмногу се зборува за страдање. А не во делот од светот каде всушност има страдање. Каде всушност има жртви. Сутрајче бевме во Африка и таму сум бил неколку пати. Луѓето не размислуваат во тие концепти. Не се гледаат себе за жртва некако. Едноставно не прифаќаат состојбата таква какво што е. Ние ги гледаме како жртви. Но тие едноставно си живеат, нормално си живеат. Не зборуваат многу за жртви, за страдање, на не знам што. На местата каде страдањето е вистинско, обично луѓето немаат време да размислуваат за тоа дека се жртви. Туку преокупирани се со преживување. Да го преживеам денот, да го живеам животот. Да станам нешто во животот. Со тоа се преокупираат. Верувам дека сме генерација можеби, тоа не зборувам, сега зборувам за како да кажам, за онака дефолт мод некој кој веројатно не е вистина се тоа за нас. Јас го нареков тоа духовност на батерии. Интересно е дека слушав еден подкаст и еден разговор помеѓу двајца филозофи, кажува за Ниче. На некој начин Ниче ја отфрла црквата и авторитетот и сежо Бог не постои ово, но кога зборува за некој систем во кој човекот треба да живее, за некаква состојба на надморалноста која ние сме ја наследили како генерација, тој изборува за тоа дека иако ја отфрлиме црквата, сепак треба во твојот живот да има некој кој ќе ти биде како некој надзор и ќе може да ти каже дечко, тука претеравиш или не знам, устилот мора да има таков и он тој користи еден термин, вика сепак треба да има некаков секуларен свештеник. Фактички да замениме црквата со нешто друго, но пак имаме црква, разбирате, не може без тоа. Не може без таков духовен или морален авторитет на кој ти ќе одговориш, затоа што ако тоа го немаш, ако моралноста е субјективна и јас одлучувам за себе што е добро, што е зло, се случуваат трагедии на кои сите ние сме сведоци. Духовност на батерии. Слободата во верата ја прифаќаме како основна слобода. Барем ние тука во Македонија, стану тука се собираме. Основна слобода имаме и на никој 5 пари не даваме и баш ние гајле. И го зијаме тоа здраво за готово. Се плашам дека и по прашање на духовноста губиме увид во тоа каква цена плаќале генерациите пред нас за вистинската духовност. Не зборувам за потурчување во стилот на Кале Шанген или сега најважната работа денес се потурчиме. Иако и тоа си има свое место во животот и пожртвованост има во тоа и така натаму. Зборувам за вистинската пожртвованост на верата, за верата во Христос. Кога црквата доаѓа до слободата, тоест веќе не е прогонувана некаде на почетокот на 4 век, има екстремни случаеви на монаси кои христијанскиот живот неразделно го перцепираат од страдањето, па се сомневале во своето спасение. Затоа што до тој момент се што читале, се што искусиле тие, по прашање на верата било прогонство. И кога веќе нема прогонство, тие си викаат, па добро, ние нешто погрешно правиме. Зошто никој не прогонува? Што е поентава? Имате екстремни примери како еден сика Симеон Столпчик, има повеќе такви светци кои се викаат така, ама имаат повеќе додатни имиња, како и да е, тој човек одлучил затоа што христијанскиот живот му е прелесен, одлучил да се качи на еден столб и таму живеел 30 кусур години. Таму да ја досегне духовноста, да го посети својот живот на молитва. Има овој момент каде што видел еден црв го јаде неговото тело и црвот некако паднал и дојди ваму црв кај ќе бегаш и некои такви интересни приказни имаме од историјата на црквата.
секако дека ние тоа лесно ќе го етикетираме како лудост, како некој екстрем. Но мислам дека често пати ние одиме до еден друг екстрем. Духовност без никаква посветеност, следбеништво без било каква цена, обожавање без било каква жртва. Има премногу примери во Стариот Завет и од нашето секојдневие во кои примери ваквата духовност е реалност во животот на луѓето и во нашиот живот. Непријателот, за кој Мери даде многу описен вовет, како што или апостол Петар стои од страна, шета лево десно, бара жртва за да раскине. Тој не бира методи, знаете. Тој ако може од вашата духовност да направи некаква ефтина слика, некаква ефтина копија, да ви ја понуди како замена за вистинската духовност, тој тоа ќе го направи. Овие денови зборувам со ова недела зборував со еден пријател од оваа црква, нема да го именувам, ќе се препознае. Кога одишол на годишнината од смртта на својот татко, вели имаше премногу обичаи кои не знае дека постојат, едноставно тоа требало, ова требало, тоа треба да се направи. Милион работи кои треба да се направат. Се тоа кошта. Ништо тоа не е ефтино, нели? Зборував со наши пријатели од Црна Гора. Вие не сте ни свесни какви се обичаи има таму. Дента пред Великден, на полноќ на Великден, што треба да направиш на гробиштата, што треба да однесеш. Или ја прв пат слушав за такви работи, да ви кажам искрено, и сфатив дека тоа е една неверојатна, кога ќе се замени вистинската духовност од такви работи, влегуваш во робство од кој никогаш нема да бидеш оправдан и никогаш нема да биде доволно. Што и да направиш? Тоа е многу демонска работа, знаете, демонот не ти нуди ништо. Тој ти нуди нешто, ама се е на твоја сметка, а за возврат ништо не добиваш. Тоа е демонската работа. Се ќе биде на твоја сметка, се ти ќе треба да направиш и ништо со тоа нема да добиеш. И се ќе биде на твоја сметка. Од прилика тоа се случува, тоа идоло поклонството. Доаѓаме до Стариот Завет, каде што во времето на, да кажеме, во времето на владењето на царот Јошија, тие во храмот ја откриваат книгата на Божиот закон. Како прво јас морам да прашам, колку Израел требало да застрани за да заборави каде е ставена книгата на Божиот закон? Втора работа, како е можно Израел во храмот за кој Бог тие го изградија тој храм, да не знаат кај му е книгата на закон? Како е дојдено до таа состојба? Тоа е една неверојатна состојба на незнање. Моето прашање е, чиј закон тие следеле до тој момент? Што се случувало таму? Светот во Стариот Завет е многу интересен свет. Служењето на другите богови во Стариот Завет се смета за вистинското робство. Слободата е условена со слободата која Израел ја има во Божиот закон. Знаете, кога ќе ви кажам Божи закон, не знам како звучи тоа на вас, кога јас растев во црква, кога ќе ми кажа закон, јас се ежев во тој збор. Значи закон не ми дава, нели? Ја растев во генерација во 90-тите, кога доаѓа, знаете, кога дојде демократијата кај нас во 90-тите, ја мислам дека ние крајно не бевме спремни за таа демократија, пошто кога ги пуштија рампите, веќе немаше никаква рампа. Тоа беше кој што сака прави. Страшно. Устилот нема никаква цензура, нема никакво, како да кажам, PG-13, тоа што викаме, ништо немаше. Тоа е тоа. И ја растев со идеологијата дека правилата постојат за да се прекршат, така. Значи правилата постојат само за да се прекршат. Тој поентот, значи има правило. Дај да видиме како може тоа правило да го прекршиме. Ја растев со еден таков дух. Растев. И кога ќе читам во Библијата старозаветниот закон, за законот Божи, мене ми се криваше коса. Не знаев како да го џвакам тоа. Фала Богу што не живеам во Стариот Завет, живеам во Новиот Завет, така да све е дозволено. Така? Интересно е дека псалмистот во 119-тиот псалм не се согласува со тоа како јас го гледам законот Божи. Тој вели вака. Слушайте го. По патот на твоите сведоштва се насладувам како во секое богатство.
во секој твој збор, сака да каже псалмистот. Јас се насладувам како на богатство. Ќе размислам за твоите заповеди и ќе ги управам очите мои на патот твој. Од повелбите твои ќе се поучувам, нема да ги заборавам твоите зборови. Покажи ми милост кон твоја слуга и ќе живеам и ќе ги пазнам твоите зборови. Отвори ги очите мои и ќе ги разберам чудесата од твојот закон. Придојде сум на земјава, не сокривај ги од мене твоите заповеди. И копне е душата моја во секое време да ги сака твоите уредби. Ја таков копнеш до се не сум имал во живот. Да копнеам по сега имам веќе, но како млад немав. Да копнеам по Божите уредби. Мојата душа да копне, да се насладувам со Божиот закон. Псалмистот веројатно знае нешто што ние не сме го разбрале. Израел на Божиот закон гледа како на вистинска слобода, заради една важна причина. Божиот закон е неговата објава. Божиот закон открива кој е Бог и што тој сака. Божиот закон го открива Божиот свет и човекот може да знае што треба да направи за да има пристап до Бог. Замислете да знаете дека Бог постои, но оддалеку само погодуваш кој е тој Бог, што тој сака и погодуваш што се треба да направиш за да имаш пристап до тој Бог. Појма немаш, знаеш дека Бог постои, ама појма немаш што треба да направиш, кој е тој, што му е угодно, што не му е угодно. Ја мислам дека тој е пекол на земјата. Искрен да бидам. Тој е пекол на земјата. Така да Божјата објава за неговиот закон е на некој начин милост Божја која човекот ја прима. Затоа псалмистот вика колку сме блажени ние твојот народ, Господи, затоа што ние го примивме твојот закон, објавата на твојот закон. Околните народи појма немаат што да прават. Тоа го прават народите околу Израел. Во античкиот свет свесноста дека постои создател и дека има Бог е сеопфатна реалност. Тоа е реалност на ниво на која ние денес прифаќаме дека земјата е округла и дека се врти околу сонцето. Отприлика така, луѓето во стариот свет прифаќале дека овој свет има создател затоа што е толку очигледно дека има создател. Како да ви кажам? Прекрасно функционира. Прекрасен дизајн има. Мора да има создател. Ова не може да од хаос да настане. Тоа само луѓе, развиена нација од 21 век може да го заклучи. На сличен начин, увереноста дека Бог е создателот на се имале античките народи. На големото прашање кој тие го имале било кој е тој Бог и како да имаме пристап до него. Кој е тој Бог? Знаете, книгата Излез кога читате дека Израел излегува од Египет, таа наратива на 10 казни кои Египет ги доживува, тоа не се само Божјо изживување врз Египет да каже да јас сега да видат кој е фраерот тука да ги казнам сите египкени. Поентава тука, ако ја проучувате, ако направите убава екзегеза на текстот или малку длабински прочитате, ќе видите дека тука се работи за тоа кој Бог е вистинскиот Бог. Дали е Израелевиот Бог или египетските божества го имаат последниот збор. За тоа се работи. Зошто фараонот е толку сигурен дека тој нема да го пушти Израел макар на што и да се деси. Кога веќе Бог на Израел, кој има власта над животот и смртта, тогаш веќе фараонот сваќа дека тука нема играчки, дека неговите божества се лажни божества. Што и да има, не може ни да се споредби со Богот кој Израел го слави. Тука е таа приказа се пројавува на сите робства низ кои бил Израел. Приказната со Даниел и со ужарената печка, во кој Даниел бил остарен со лавовската јама, затоа што му било забрането да не се моли. Даниел се моли и затоа што се моли бил фрлен во јамата со изглавните лавови. На крај Даниел да остане жив и царот да напише едно упатство од целата негова царштина дека сите народи треба да го слават Богот на Даниел. Кој е вистинскиот Бог? Тој е целиот наратив. Кој е вистинскиот Бог? Кој е создателот на небото и на земјата? Кој е оној кој вистински има власт? Исто така тогаш народите имале чувство, имале внатрешна логика дека нешто не чини со нив, нешто не чини во светот.
И тогаш доаѓаат до жртвениот систем. Жртвениот систем во наши очи нема никаква логика. Зошто да убијам некој друг на моје место? Но луѓето во старо време можеби имале постојано чувство на присуство на совеста во нивниот живот. Бидејќи преовладува чувството дека со гревот и начинот на живот има закон кој е над сите нас, кој јас го прекршувам постојано. Го разбирам тоа. И не можам тоа со ништо друго да го откупам. Сваќам дека тоа што го правам има огромна цена. Некој кој треба да ја плати. Другите народи имале искривена перцепција за Богот, кој треба да се слави. Перцепцијата за Бог кој другите околните народи на Израел ја имаат е лош и како Бог кој е лош и бескрупулозен. Жртвуваш да не го разлутиш. Тоа е целата поента. Целиот однос се темели на трансакција. Ти жртвуваш нешто значајно за нешто лошо да не те снајде. Или барем да не се поремети природниот редослед на дождови, суши и така натаму. Ама мораш да жртвуваш, затоа што нешто лошо ќе се деси од разгневениот Бог. И Израел, теолошки според објавата која имаат за Бог, е како го запишале тоа во Стариот Завет, те веруваат во Божјата добрина. Значи, Израел според објавата која имаат за Бог и која запишале во Стариот Завет, те веруваат во Божјата добрина, дека Бог е милостив на илјадници поколенија. Но разбираат дека нивното беззаконие е голем проблем. Гревот станува она што не одвојува од Бог. Тоа го разбираат преку Божјата објава. Гревот е повреда на Божјиот закон. Тука веќе имаме ехо од приказната на Адам и Ева, и змијата и целата таа наратива што се случува на самиот почеток. Гревот донесе поделба помеѓу Бог и човекот. Човечкото беззаконие донесе поделба и човечката голотија беше откриена или стана видлива, која голотија требаше да биде покриена. Така оди наративата. Веќе во првите неколку сцени од библискиот текст можеме да видиме праслики на жртвениот систем кој подоцна станува официјален во Израел. Ние не е дадено да разбереме се наеднаш, но во ретроспектива гледаме дека во секоја наредна објава Бог објавува уште еден аспект и уште еден аспект на жртвениот систем. Зошто Израел тоа го прави? Зошто е важен и зошто е логичен? Зошто е потребен жртвениот систем кој бил толку комплексен во израелската религија, во еврејската религија? Веднаш после гревот Адам и Ева биле покриени, тоест нивната голотија биле покриена со кожа од животни. Сам Бог ги облекува Адам и Ева. Не дека ова приказ да комуницира некаква жртва на начин на кој ние ќе ја разбереме сега, но представува како некој зачеток на таа идеја. Веќе во наредната приказна, децата на Адам и Ева, Каин и Авел, принесуваат жртва на Бог. Нешто што веројатно го научиле од своите родители. Во нивен контекст тоа е благодарствена жртва. Ное понатаму принесува жртва како кулминација на заветот кој Бог го склучува со него. Авраам принесува жртва, Исак принесува жртва, Јаков принесува жртва за веќе во контекст на израелскиот народ, на излегувањето од робството од Египет. Жртвата принесена на Јахве да се гледа како кулминација и причина за нивното излегување од тоа робство. Целта, кај што тие треба да завршат, е планината Хорив, каде што Господ го повикува својот народ да излезе од робство и излегувањето од робство е само дел од приказната. Планината Хорив, жртвата и заветот склучен таму е целта. Заветот кој Јахве сака да го склучи со израелците преку таа жртва. Најважното прашање кое жртвата го одговара е, кога ние размислуваме за жртвата, како светиот Бог може да престојува помеѓу грешните луѓе? Тоа е многу важно прашање. Како светиот и праведен Бог може да престојува помеѓу грешните луѓе на земјата? Жртвата во Стариот Завет му овозможува на човекот пристап до Бог. И тој пристап е многу ограничен. Според Стариот Завет, онака како што бил изграден Божјиот храм, а пред тоа скинијата, ова шаторот на средбата, што во времето на Мојсе била дизајнирана и изградена, единствено првосвештеникот, оној што е главен на сите, поглаварот, еве да кажем во наш контекст, единствено поглаварот, првосвештеникот, после комплексно ритуално измивање
и жртвување за гревовите на народот и за своите жртви, имал право еднаш годишно да влезе во делот на храмот во кој е присуството Божјо, кој се вика светиња над светињите. Еден човек еднаш годишно на тоа место каде што пребива Бог. Тоа е во Стариот Завет. Во православните цркви ќе видите дека има дел во кој само свештеникот влегува за време на литургијата. Пее и одеднаш влегува, па излегува и така натаму. Малце покомплексна е нивната литургија. Има многу елементи од храмската пракса кои имаат континуитет во православната литургија и те го превзимаат. Но еве што вели писателот на Евреите, кој ќе биде главен текст за нас денес, како вовед во тоа што Христос го постигнал со неговата жртва. Христовата жртва е жртва. Ние може не сакаме да размислуваме во тие контексти, не сакаме да ги знаеме тие, да размислуваме во тие концепти на жртва, дека крв треба да биде пролиена. Но Христовата жртва е жртва. Додека го читав Левитскиот закон, една од книгите во првите 5 книги на Библијата, каде што всушност се опишува многу детално што треба свештеникот да прави и стално треба да убие некој животно. И јас му благодарев многу на Господ што не сум свештеник во тогашно време, туку сега, затоа што секој ден требаше некој животно да убивам и со крв да си имам работа и на увото некој да подмачкам со крв и да фрлам крв према жртвеникот и према шаторот и према не знам што. Фала те Господи што сум свештеник сега. Само тоа ќе го кажам. Но жртвата и крвта биле неодвоив дел од односот помеѓу народ Божи и Бог, од една многу важна причина. Ќе видиме зашто станува збор. Евреите во 9 и 10 глава, тоест посланието до евреите, писателот што пишува е евреин. Тој многу добро го познава еврејскиот закон. Тој многу добро ја познава еврејската пракса, причините зашто тоа се случува. Тој многу добро може да ни разглоби зашто Христос пострада на крст, што значи неговата жртва во контекстот на целиот жртвен систем израелскиот што го имаат во историјата и што тоа значи сега за нас денес. Затоа што тој многу добро го познава тој жртвен систем. Тој е евреин. Вели вака. И така, в 9 глава, 1 до 5 стих. И така, во првиот завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште. Значи, имаше литургија, што треба да правиме, и земно светилиште. Имаше храм. Зашто скинијата или скинијата, еве шаторот на средата, зашто скинијата беше направена вака. 2 точки. Во првиот дел се наоѓа светилникот, трпезата, изложените лебови. Тој дел е наречен свето место. Значи тука може да додат повеќе свештеници, тука се одвиваат сите тие пракси што се случуваат во скинијата. Тоа се прави се таму, тоа се вика свето место. А зад втората завеса имало 2 завеси. Првата завеса го ограничува обичниот народ од свештениците. А зад втората завеса од скинијата беше делот наречен светиње над светињите. Во неа се наоѓаше златната кадилница и од сите страни опкован со злато ковчегот на заветот, во кој стоја златниот сад со мана и расцутениот жезол на Арон, како и плочите на заветот. Плочите на заветот се 10 Божи заповеди кои Бог ги запиша со својот прст и му ги предаде на Мојсей. А над него херовими на славата што го осенуваа чистилиштето. Интересно е се слушате, нели? Прекрасно е. Слушате како овој текст писателот сам го третира. Вели вака, набројува и отеднаш вели. А за ова сега, вели, а за ова значи набројува храмските пракси, што се случува. Вели вака, за ова сега нема потреба да се зборува поопштено. Точка. Ја билда атмосферата, каква била праксата, што се правеле, што се имало во првото, второто нешто, а за ова сега нема потреба да се зборува поопштено. Точка. Мене ми ова е најважниот дел од текстот до самиот крај. Јас кој уживам во уметност, имам посебна фасцинација за традиција, за историја. Постојано сум опресведочен од делови од Библијата како е овде. Таа моја фасцинација лесно преминува во пренагласување на нештата кои ја символизираат суштината. Знаете што значи тоа?
символот, она што го зазема местото на она што треба да го символизира. Ако нешто символизира нешто, символот станува, ја презима таа поважна улога, седнува на пиедесталот. Почнуваме да го величиме символот. Наместо да мислиме и да размислуваме на она што символот треба да го символизира. Јас постојано сум пресведочен на таа работа. Исто како и мојата склоност да се потпирам на системот во кој функционираме, лесно може системот во кој функционираме како црква, како организација, што и да сме, од слуга да премине во улога на Господар и со тоа да ја узурпира причината за своето постоење. Системот во кој функционираме тука треба да биде слуга. Слуга за да дојдеме до заедништво со Бог. Точка. Затоа што заедништвото со Бог, пристапот до Бог, зборот Божји е она кој треба да владее. Не системот или нешто друго. Церемонијата станува секундарна, затоа што Исус ја исполни суштината. Церемонијата станува секундарна. Понатаму писателот до евреите вели, затоа е тој посредник на новиот завет. Значи имаше претходен завет, кој Господ го случи и се случуваат тие работи. Затоа Христос е посредник на новиот завет. Та по неговата смрт зборува за жртвата на Исус Христос и како тој го даде својот живот. И писателот вели, затоа Исус е посредник на новиот завет. Та по неговата смрт, што стана за откуп на престапите од времето на првиот завет, призваните да го добијат ветеното вечно наследство. Зашто каде што има завет, таму е неопходно да следува смртта на заветувачот. Бидејќи заветот добива сила само по смртта. Тој нема никаква сила додека заветувачот е жив. Поради тоа, ни првиот завет не беше утврден без крв. Зашто Мојсеј, откако ги прочита сите заповеди од законот пред сиот народ, зеде крв телешка и јарешка со вода и со црвена волна и со исоп ја пороси како самата книга, така и сиот народ. Знаете ова што прскат? Е по тука е земјата. Мојсей зема и прскаше по народот. Сега, фала Богу, се прска со вода, во тоашно време било и со крв, мешано крв и вода. Зошто? Затоа што склучуваат завет, а завет без пролиена крв не постои. Велики, ова е крвта на заветот што ви го одреди Бог. Исто така со крв ги попрска и светилиштето и сите садови за служење на Бога. И речи си се според законот со крв се очистуваше и без пролевање на крв нема проштевање. Зошто со крв? Затоа што без пролевање на крв нема проштевање. Во овие 3-4 реченици зборот завет или заветувач се спомнува 8 пати. Тој во многу малку зборови, процентот на тој збор е многу, застапеноста е многу висок. Ние го разбираме концептот на договори. Сакате, ние луѓето во 21 век знаеме што е договор. Посебно кога ќе отидеш на нотар, двете страни подпишуваат нешто што се согласуваат. Но концептот за завет е многу стран за нас. Ние не знаеме што е завет, верувајте ми. Старите народи знаеле, ние немаме појма што е завет. Најблиско до заветот, до тој концепт на заветот како старо време, е нашето искуство за заветот на брачниот завет, кој го склучуваме. Нели, тоа е заветот кој се склучува и вели додека смртта не раздели. И знаете што понекогаш тие зборови си кажуваме така, додека смртта не раздели. И свесни ли се што кажеш во овој момент, човече? Свесен ли се што изјавуваш во тој момент? Има ли нешто поконечно од смртта во твојот живот? Кога изјавуваш тоа? За модерниот човек концептот за врзување до самата смрт за нешто произведува клаустрофобично чувство. Леле, не можам да излезам од тоа. Тоа клаустрофобијата е фаќа. Едноставно не сакаш да се обврзуваш до толку. Да склучиш договор, а да немаш излез. Тоа е неверојатно правна грешка. Треба адвокатот да го тужиш ако тоа такво нешто се деси. Ако потпишеш договор под нагледност на некој твој адвокат и во тој договор ти немаш излез, треба да го тужиш адвокатот. Мислам дека се во животот почнуваме да третираме така. Проблемот е што таквиот концепт навлегол во нашето поимање
на односите. Односите кои ги градиме ја имаат формата на договор, а не на завет. Некако почнуваме односи со умисла дека ние мораме да имаме a way out, некаква излезна врата. За ако нешто не дај Боже се деси, да можеш да излезеш. Тоа не е однос. Бог нас не повикува во однос, а не во правен договор. И затоа тоа е однос кој се склучува со завет, додека смртта не раздели. Друг важен аспект кој писателот на евреите сака да го знаеме е дека без пролевање на крв нема проштевање. Тоа народите многу добро го знаеле. Знаете, фала на Господ сега нема крвна одмазда. Знаете, во Албанија додека и уште не е средено, додека го средија тоа, ти ми уби тоа и јас на тебе, тоа е та крвна одмазда. Едноставно крвта со крв се плаќа, тоа е тоа. Не можеш ти да ставиш цена на нечи живот. Крвта се плаќа со крв. Релативно нова идеја е дека крвта не мора да се плати со крв. Релативно нова идеја во историјата на човештвото е тоа. Верувајте ми. Релативно нова идеја. Но без пролевање на крв нема проштевање. И тоа многу, мора да признам, многу христијанска идеја е дека крвта сега не мора да се плати со крв. Затоа што имаше еден кој во конечност плати со крв за сите нас. Вели вака понатаму 24 до 26 стих. Зашто Христос не влезе во ракотворено светилиште, не влезе во храмот, кој е само образец на вистинското, туку во самото небо, за да се јави сега пред лицето на Бога за нас. И не да се принесува себе како жртва повеќе пати, како што првосвештеникот влегува во светилиштето секоја година со туѓа крв. Инако тој би требало многу пати да пострада од созданието на светот, а сега еднаш за секогаш, до крајот на вековите, се јави за да го однесе гревот, откако се принесе сам себе како жртва. Вака се, овие текстови се малце комплексни, мора да признам. Треба да ги читате малце повише пати за да разберете што сака да каже уствари тука писателот. Од друга страна, треба да имате малку познавање од Стариот Завет, праксите што ги имале за да разберете што всушност сака да искомуницира и која е важноста на тоа што Христос го направи. Писателот ќе каже вака: не дека Христовата жртва ги сублимира сите тие жртви и ги исполнува во една единствена жртва која е доволна. Значи, да ме разберете сега. Писателот не вика вака. Знаете, жртвата мора да постои, имало комплексен систем на жртви, Арно Исус дојде во една жртва, ги спакува сите тие жртви и ја направи конечна и кажа готово, нема веќе жртви, идемо дале. Ама жртвите мора да постојат и така натаму. Како да постоел некој жртвен концепт според кој Исус се раководел, па дури и Бог бил подложен на тој жртвен концепт кој тој мора да го исполни. Тој вели вака: во ретроспектива на Христовата жртва, сите тие жртви кои биле пред Христос се сенка, се само како символ, како образец на она вистинското што Христос го направи. Знаете, има една извртена слика. Знаете која, еве јас сега да кажеме дека сум у најдобрите години. И си кажете Живко која беше 35, 6, 7 години, каков човек беше, ама Живко која ќе биде 90 и кусур години, ќе кажете вака: Живко е само сенка од тоа што беше на 35-6 години, така, развивен. Како да? Не мора Живко, е некој друг кој е поразвен, тука само ја. Сите ставите, нема врска. Како да е, поентова е дека по прашање на Христовата жртва, обратен е концептот. Не е Христос сенката или сублиматот на тој утврден жртвен систем, туку жртвениот систем пред Христос е само сенка на она што Христос го прави во конечност. Христос е суштината. Христос стои во центарот на се. Сите тие жртви биле само сенка на жртвата која Исус ја поднесе на крстот за нас. Затоа што во еден момент апостол Павле каже: Христос е жртвеното јагне кое беше заклано уште пред почетокот на светот. Тоа е Христос. Жртвеното јагне кое беше заклано уште пред почетокот на светот. Исус стои во центарот. Тоаш, како се однесува тоа за нас? Во кој контекст да го разбереме ова овде денеска?
Ова е Христовата жртва. Ова е Христовата жртва за нас. Исус вели, писателот на евреите вели вака, и така, секогаш кој има и така, тоа е значи некој заклучок на некој подолг аргумент. И така, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос, по нов и жив пат, тука ќе застанам да го објаснам до сега тоа. Значи, поентата со целиот жртвен систем до Исус бил како јас, како грешен човек, да имам пристап до Бога. Тоа е целото прашање. Нема друго прашање. Не е кој ќе има поубава жртва, кој ќе го украси јарето поубаво, кој ќе направи поубава забава, тоа е споредно. Ништо тоа не е важно. Најважното прашање е како јас, кој сум грешен човек, жив кој е грешен, дури во неговото најдобро светло, во најдобрите години, како живко во една таква состојба може да има пристап до Бога. И затоа го имаш тој комплексен систем на жртви, жртва за грев, жртва за помирување, жртва за откупување, еден комплексен жртвен систем, затоа што луѓето сакаат да дојдат до заедништво со Бог. Но кога Христос ја исполнува таа конечна жртва и апсолутна жртва, писател вели и така, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат, што тој ни го отвори ни завесата, значи ова завесата што е во светињата на светињите, сега е веќе отворена. Ако ви текнува, ако сте читале Евангелијата, посебно Матеј вели, кога Исус умре, вели завесата во храмот се раскина одгоре према надоле. Не обратно. Одгоре према надоле. Со тоа што Бог го отвори патот да биде слободен, не само за првосвештеникот еднаш во годината, за еден човек од народот, туку за секој кој повера ќе верува во неговиот син. Тоа е логиката. Дека сега секој слободно може да пристапи било кога, 24/7 во присуството Божјо, без да размислува за жртвите, за тој систем кој треба да постои, без да размислува за вината која треба да ја носи, затоа што преку Христос и верата во Него се е простено. Патот е отворен. Кога е да сакаш да дојдеш? Нема вина. Нема ништо. Патот е отворен. И така, браќа, кога имаме слобода да влегуваме во светилиштето преку крвта на Исус Христос по нов и жив пат, што тој ни го отвори низ завесата, односно преку своето тело, имаме врховен свештеник на домот Божи. Сега имаме друг првосвештеник. Првосвештеник кој не мора да влезе еднаш годишно, туку кој стои не во храмот на земјата, туку стои во небото. И тој ја врши таму првосвештеничката служба за секој еден од нас, постојано. Затоа да пристапиме со искрено срце, во полна вера, во полна увереност, во полна храброст да пристапиме. Откако ќе ги очистиме срцата од зла совест, со попрскување и откако ќе го измиеме телото со чиста вода. И да го држиме исповеданието на надежта црсто. Нашата вера, нашето исповедание да го држиме црсто, да не се колебаме. Да нема моменти во нашиот живот во кој ќе кажеме ова недел сум катастрофа, че нека помине малце време, да се помолам малце, да бидам достоен за да влезам во црквата. Не. По вера влегуваме такви какви што сме. Не затоа што сме достојни, туку затоа што Христос бил достоен да го отвори тој пат за нас. И да го држиме исповеданието на надежта црсто, зашто верен е оној кој се заветува. Верен е Христос кој се заветува. Не ние, мојата вера е слаба. Јас честопати сум маловерник. Верата на Христос е таа која мене ме држи. Заради неговата вера, заради неговата увереност, јас можам да имам пристап. Јас, со мојата слаба вера, верувам во неговата конечна вера. Дека тој ќе ме воведе во Божиот дом. И да бидеме внимателни. И видите, Христос е оној кој се заветувал. Оној кој го склучил заветот е Христос. Затоа тој умре за нас. Затоа пролеа својата крв за нас. Затоа што тој го склучи тој нов завет со нас. И да бидеме внимателни еден кон друг, за да се поттикнеме кон љубов и добри дела.
Тоа го одредува нашиот животен стил сега. Нема страв. Нема дај кој прв да има врски со свештеникот да имаме подобра жетва годинава. Туку поентава е да се поттикнеме еден кон друг за да се кон љубов и добри дела. И тоа е многу важно. Не изостанувајќи од собранијата, како што некои имаат обичај. Некои има, знаете што зборува тоа? За недела са бајле зборува. За малите групи зборува. Зборува за моментот кога црквата се собира на едно место. Не изостанувајте, како што некои имаат обичај. Туку да се поучуваме еден друг. И тоа во толку повеќе доколку гледате дека се приближува судниот ден. Мислам дека судниот ден е поблиско од колку пред 2000 години кога тоа е пишува. Сега е поблиско. Ова, драги мои, е нашата благосостојба. Ова е нашата радост. Јас не се радувам само за Божиот закон кој беше објавен на Израел. Се радувам уште повеќе за Христовиот закон, кој тој го склучи со нас. Цената која тој плати во конечност беше цена која тој плати со крв. Што имаме ние денес од Христовата жртва? Што направи и што ни овозможи Исус на нас? Новиот завет не зборува многу за формата и за системот на обожавање како што зборува Стариот завет. Стариот завет зборува многу за тоа. Новиот завет се фокусира не на ова создание, туку на новото создание кое се случува и се раѓа внатре во нас. За тоа зборува Новиот завет. Зборува за новото создание. Како растеме духовно, како растеме во христоликоста. Со таквите прашања преовладува Новиот завет. Оди преку сите традиции, форми, идентитети и не фокусира на важниот дел од приказната, на Новиот завет кој Христос го случува со нас преку вера. После доаѓањето Христово, за апостол Павле, секоја форма која ние сме ја имале веќе е секундарна, бидејќи во контекстот на Исус. Се е само сенка на суштината која е тој. Тој е се. Тој е суштината. А апостол Павле, кој бил фарисеј, кој многу добро го познавал еврејскиот закон и се познавал, бил совршен според тој нивен кодекс, според кој живееле. Тој вели, сега се сметам како блувотина во споредба со Христос. Отфрлам се ставам не секундарно, како ѓубре сметам, заради Христос, кој е суштината на се. Нашата фасцинација не треба да биде надразнета од ништо друго, освен од тоа кој е Исус и што тој направил за нас. Тоа е суштината. Слободата која живееме сега. Пристапноста кон Бог преку молитва кога да сакаме. Сте се прашале од кога е тоа? Зошто не плаќаме крв за крв? Кажете му фала на Исус Христос. Тоа е заради Него. Тој стои во центарот на човечката историја. Во Јован 16 глава тој ќе каже кој ме видел мене, го видел таткото, го видел Отецот. Кој ме видел мене, го видел Бога. И како што апостол Павле пишува во Колосјаните, тој е видливата слика на невидливиот Бог. Христовата жртва ни овозможува непречен пристап до Бог 24/7. Причаста е присетување и пристапување на Христовата жртва, која беше конечна и потполна за нас, да можеме непречно да имаме пристап до Бог. Како што евреите ја славеа Пасхата секоја година, тоа огромно ослободување од робство. Веќе не сме робови, веќе сме слободни. Благодарение на тоа што Господ го направи, тогаш во тој момент за време на Пасхата, тоа е тоа за нас. Ние сега се присеќаме на вистинската слобода која доаѓа преку жртвата Христова, тоа е слободата од робството на гревот, од робството на смртта. Од тоа не ослободи Христос. Ако евреите толку усредно ја славеле Пасхата, колку поусредно ние треба да го славиме тоа. Да се сеќаваме на жртвата која Христос ја направи за нас, која го даде својот живот, која пролеа својата крв за нас да не ослободи, да имаме слободен пристап до Бог и да живееме во слобода. Пасхалната жртва. Жртвата која беше жртва која се избегнува Божиот суд кој дојде во египетската земја. Христовата жртва го има тој ефект, кој нас не спасува од Божиот суд,
кој доаѓа на ова создание. Христовата жртва, како што кажа писателот до евреите, да се собираме, да се поучуваме еден со друг, до толку повеќе доколку гледате дека се приближува судниот ден. Христовата жртва нас не спасува од судниот ден и од Божиот суд. Христовата жртва не откупи во целост и комплетно и сега ние имаме непречен пристап до Бог. Нешто што често пати знаеме да го земеме здраво за готово. Да можам сега да седнам, колку ќе ми текне, да се молам и да знам дека Господ ме слуша, без при тоа да направам било каква жртва. Нешто што го земам најчесто здраво за готово. За да не се случи тоа, Христос ни ја остави таа заповед да се присетуваме на неговата жртва секогаш кога ќе се собереме заедно. Сега ќе замолам да станете да се справите. Ќе читаме од 1 Коринтијаните 11 глава, каде апостол Павле ја воспоставува причеста како сакрамент. Вели вака: а јас го примив од Господ она што ви го предадов, а тоа е дека Господ Исус она ноќ, кога го предадува за да леп и откако заблагодари, го прекрши и рече: земете, јадете, ова е телото мое кое се крши за вас. Правете го ова за спомен мој. Исус вели: сеќавајте се на жртвата која јас ја поднесов, за вие да имате слобода. Правете го ова во помен мој. По вечерата исто така зеде и чаша, па рече: оваа чаша е новиот завет во мојата крв. Ова правете го кога ќе пиете за мој спомен. Зашто секогаш кога ќе го јадете овој леб, кога ќе пиете оваа чаша, вие ќе објавувате смртта на Господ додека тој не дојде. И сега објавуваме Господовата смрт додека тој не дојде. Верувам дека причеста, се надевам дека од сега ќе гледате малце со по други очи. Тоа не е нешто кое го прави црквата онака од навика, затоа што нема друго што да прави, нема што друго да стави на распоредот. Тоа е нешто кое го заповедал Господ Исус Христос моменти пред тој да ја поднесе вистински таа жртва и преку таа жртва да го ослободи патот за секој еден од нас до слободата. Да се сеќаваме на тоа негово дело во кое тој го даде својот живот и беше конечна жртва платена за нас и го отвори патот до живиот Бог. Ќе се молам сега за лебот и за виното. Подоцна ќе оставам малку време да се измириме со Бог. Да едноставно, ако сме дошле со мисли кои не се одвесуваат во повикот во кој новозаветниот писател не повикува да живееме во љубов, да се бодриме за добри дела, доколку имаме нешто против некој нашиот ближан, тоа да го принесеме пред Господ. Затоа што ако тој можеше да ни ги прости сите греови наши, тогаш ќе треба и ние да ги простиме сите греови на нашите должници. Барем така Исус ја заклучува својата Оче наш во Евангелието според Матеј, кога вели: прости ни долговите наши како што ние ги проштеваме нашите должници. Вели: а ако вие не ги простите долговите на вашите должници, тогаш и мојот небесен татко нема да ги прости вашите долгови. Да не бидеме суд поголем од Божиот суд. Нека ги простуваме долговите на нашите должници. Нека живееме во мир први со Бог, па и со нашите ближни. Тоа понекогаш е тешко. Но во тоа не повикува Исус. Во тоа не повикува да го следиме. Не во празна духовност, туку во вистинска духовност, во која ќе има жртва, ќе има цена. Вистинска духовност, која ќе ја следиме чекор по чекор.